Комисиската расправа за амандманите по Законот за државјанство стартуваше денеска во Собранието. Колешката Катерина Нешкова ја следи расправата. Кате, какви се реакциите на партиите? Па Иван, по речиси од една деценија денеска попладне Собранието се соочува со филибастеринг од типот на Талат Џафери кој што го правеше, како што реков, пред 10 години. Имено левица на Димитар Апасиев се реши да зема збор со долги часови говорење на Комисијата за одбрана, каде што после неколку дена отпочна и амандманската расправа по оние договорени амандмани на Алијанса и алтернатива со СДСМ по Законот за државјанство. Инаку Апасиев се реши на ваков чекор откако председавачот на комисијата не го прифати неговото барање дека 580 амандмани кои што ВМРО ДПМН ги имаше предложено во првата фаза, потоа и повлечено преку координаторот Никола Мицевски, всушност се уште на сила, бидејќи повлекувањето не било направено од секој пратеник на ВМРО поединечно, туку преку координатор, што според Апасиев е неприфатливо. Тој смета дека овие амандмани се кои што ги има поднесено Алијанса и алтернатива со СДСМ како комисиски на Комисијата за одбрана, не се добри и всушност овозможуваат добивање на македонски документи и на граѓани кои што тоа не би требало да го направат, а не го решава проблемот со оние граѓани кои што живеат на оваа територија, особено како што рече од ромската заедница, веќе со години, но не можат да стекнат македонски документи. Имаме дел од атмосферата на филибастерингот на Апасиев. Државјанин на Република Македонија не може да биде предаден на друга држава врз основа на тоест може да биде врз основа на ратификуван меѓународен договор и со одлука на суд. Прдржувајте се, замолувам, на амандманот од колегата Власилиус, со оглед на тоа дека е отворена расправа по предлог на амандманот, каде што имаше претходно пред вас неколку дискутанти и со оглед на тоа дека отворена е таа расправа, вие имате збор по таа точка од дневниот ред. По ред. Значи, јас се држам до темата. Темата е државјанство по пат на сукцесија, бидејќи темата... Како? Па амандманот се однесува на темата. Така, темата е апатрид, односно... Председателе, ве молам, возможете ми услови за дискусија. Ве молам, колеги, без дофрлење, ве молам. По ова следеше и малку побурна реакција на пратениците од Алијанса и алтернатива, пошто седницата беше прекината. Неизвестно кога таа ќе продолжи во наредните денови, но Апасиев останува на ставот дека ќе говори долго, па дури ако треба, како што рече, и ќе молчи истото како што тоа го правил и Талат Џафери.